почитувани граѓани, почитувани медиуми, целокупната јавност и скопјани вчера имаа можност да видат како е наместен тендер во јавното претпријатие Водовод во вредност од 300.000 евра, каде што фирмите КБК Инженеринг и Кодинг 2 во јули 2020 година започнале реконструкција на водоводна мрежа на улица Варшавска, во август ја завршиле. Ова се тоа овие слики овдека, кои што се сликани во периодот јули-август. А целиот тој период, фирмата КБК Инженеринг и Кодинг 2 работеле без договор, односно без да има најповолен понудувач. Вчера, јавното претпријатие Водовод и директорот Весковски признаа кривично дело со тоа што во документите што ги пратија самите за избор на најповолен понудувач се гледа дека изборот е вршен на 1 октомври 2020 година. Тоа е оваа слика овде. Целата реконструкција на водоводната мрежа е завршена месец и пол претходно. Има ли што повеќе да се говори за овој случај? Фирмата КБК Инженеринг најверојатно во непосреден договор со јавното претпријатие Водовод и градските власти што договориле да отпочнат и да сработат, што само по себе е кривично дело, да се заврши реконструкција на водоводна мрежа, а дури потоа да има избор на најповолен понудувач и баш тоа да е фирмата која што ја завршила работата претходно. Сега, денес ќе изнесеме нови докази дека е работено без договор за најповолен понудувач. На ден 24. јули 2020 година јавното претпријатие бара надзор над изградба конкретно за реконструкција на постоечки водовод од улица Варшавска. На барањето за надзор јасно пишува, тоа е ова барање 24. јули 2020 година. На барањето за надзор јасно пишува дека изведувач на работите ќе биде фирмата Кодинг 2 ДОЕЛ Скопје. Еве, тука пишува во овој пасус изведувач на работите ќе биде Кодинг 2 ДОЕЛ Скопје. Поголем доказ од ова дека се избрале во јули месец самите меѓу себе која фирма ќе работи, нема и не може да има. На 24. јули во писмен официјален документ на јавното претпријатие, пратен до друга институција, кажуваат која фирма ќе работи, односно, како што гледате по сликите, веќе работи, без да има избор на најповолен понудувач помеѓу 5 фирми кои што го добиле тендерот, односно ја подпишале рамковната спогодба во април 2020 година. Доказ број 2 е евидентниот лист за хлорирање од 24. јули, кој го подпишал раководителот на секторот за технички работи и развој на јавното претпријатие Водовод, каде што пишува дека мрежата може да се хлорира. Датум и пасус мрежата може да се хлорира. Се хлорира секоја мрежа веднаш после одредена реконструкција на истата водоводна мрежа. Доказ број 3 е извештајот од тестирање квалитет, односно дезинфекција на мрежа од 29. септември. Тоа е ова, каде што се врши оне испитување дека водата е питка и може да се пие, што повторно потврдува дека реконструкцијата е завршена пред да биде изборот за најповолен понудувач. Ова е на 29. септември, а изборот за најповолен понудувач се случил електронски на 1. октомври 2020 година. Како е можно баш фирмата КБК Инженеринг и Кодинг 2 да имаат најниска цена на 1. октомври, откако е завршена целата работа, а другите 4 фирми да немаат забелешки и жалби по основ на самиот тендер. Очигледно е дека на двојецот Шилегов Весковски заедно со КБК Инженеринг и Кодинг 2 им било претходно договорено фирмата да изработи за потоа да го добие тендерот кој што јасно се гледа согласно вчерашната пресконференција, согласно денешните 3 докази кои што ги покажавме, дека тендерот за избор на најповолен понудувач помеѓу 5 фирми од рамковната спогодба е наместен.
Почитувани граѓани, почитувани медиуми, следете невнимателно и јавноста, и медиумите, и институциите. Наредните денови ќе следат уште детали. Институциите нека не спијат и нека се фатат за работа. Благодарам на вниманието.